Демос, кратос. Гледайте, во демократските земји се предава една лага со стотици години. Тоа го правиме ние на универзитет, јас сум професор на 2 универзитети, има колеги и така натаму, а таа лага се состои во тоа дека демократијата е власт на мнозинството. Демос, кратос. Демос е, ова што го зборува Никица, е само 1% мал од старата античка грчко население. Атина во тоа време била негде околу, колку Скопје, 400-500 000 луѓе, бидејќи вистинскиот збор за народ во старогрчкиот е Лаос. Но демосот прво исклучувал било какво мешање на жените во власта, значи тоа одма 50% помалку. Право на глас нема да се разбира ни овие разноразни слоеви во општеството, робови, пошто тоа е сепак време на робови и така натаму, и така натаму, и така натаму. И оваа проценка дека во суштина од тие 500.000 луѓе, негде околу 40 на 3-40.000 луѓе ротирале на власт. Тоа се тие 10 на 20%, и тоа се разбира за пред 2500 години огромен напредок, но не е тоа ова што се продава кај нас со векови, бидејќи западната цивилизација имаше потреба од тоа да направи мит. Кратос. Кратос е син на богот на војната. Он е секогаш представен со мач. Кога демосот владее со кратос, тоа значи владее со сила. Тоа не е владење со некакви избалансирани, учества и така натаму. Значи, демократијата е власт на малцинството со сила. Тоа е директно, тоа е фалсификатот кој ние го правиме со векови, особено во последните 200 години, за да у последните 60-70 години се воведе една либерална интервенција во тоа, па се заштитуваат малцинствата во сите можни, се разбира, форми и така натаму, за да дојдеме до овој модел на веќе опаѓачка либерална демократија. Тоа е првата теза која не мислев да ја зборам, ама кај нас е тоа толку проширено што ова звучи толку контроверзно и така натаму да не можеш ни да го браниш ако влезеш во тој тип на полемики. Второ, гледайте, јас припаѓам на еден многу мал број на луѓе и во професијата новинарска и во академските кругови, кои што со години тврдам, и сум во многу мало малцинство, дека работата на новинарите не е вистината. Тоа е уште една од големите лаги кои што се предаваат по факултети, од овие што ни зборат британциве тука до сите други, до нашите факултети. Работата на новинарите, зашто го зборам новинарите, бидејќи медиумите се клучниот фактор во демократијата, сега да не влегуваме, немам време за тој тип елаборација, ова го предаваме бар еден семестар на факултет. Значи, работата на новинарите не е вистината. Работата на новинарите се фактите и контекстот. И ние, кога такви студии веќе речиси не постојат, ние трошевме време на образување новинари, бидејќи клучот, видите, ако ви се фактите погрешни, нема новинарство. Значи, ние збориме, пред сега фактите се точни. Сега што живееме во време кога и фактите веќе се спорат, тоа е друга работа. Но контекстот е суштината на образованието на новинари. Новинарството не е наука, тоа е занает и има цела низа на мерки како тој занает. Зошто? Затоа што новинарството не се бави со вистината. Новинарството се бави со нешто што на англиски се вика truthfulness, се бави со вистинитоста. Зошто? Бидејќи нема една вистина. Ја не зборам за вистина дали надвор грее сонце, отвориш врата, видиш грее, не грее, тоа е јасно. Но за комплексни општествени теми, проблеми и така натаму, никогаш нема една вистина. Има најмалку две, а ако има овдека 50 души во сала, има 50 вистини. И сега да не ви објаснувам како тоа оди и така натаму, бидејќи тренирањето на медиумите, на новинарите, на овие класични медиуми, беше во суштина тренирање за тоа како да се направи релевантен контекст, избалансиран контекст кој што ќе му дозволи на гледачот, читателот и така натаму да ја формира својата вистина. И една од големите лаги кои што исто така се предава по универзитети со дузина децени и така натаму е дека новинарството се бави со вистината. Новинарството се бави со вистинитоста. За да остави простор секој врз основа на фактите и контекстот да се заклучи што е вистина. Како инаку да објасните вистината помеѓу Израел и Палестина? Како да објасните вистината за 2001 година помеѓу македонци и албанци? Како да и така натаму, да не давам милион примери. Тоа веќе не се прави, значи тоа е едната теза. Втората теза е веќе од пред 2 години повеќето од луѓето во светот информациите ги политички информации и општо информирањето го стекнуваат од социјални мрежи. Гледайте, бизнис моделот на класичните медиуми
со оваа кратка елаборација што ви ја кажа што они треба се бават, ние како уредници имавме 3 задачи. Нема да ви ги објаснувам, бидејќи тоа би земало време, мислам дека лани на конференцијата се обидов да ги скицирам, не е тоа битно, но тој бизнис модел е мртов. Затоа што бизнис моделот на алгоритмите е потполно поинаков. Тој се темели на што повеќе кликови. Значи, парите се произведуваат со кликањето. Ветувањето беше дека интернетот ќе биде пазар на идеи, во кој што толку ќе се збогазат перспективите да ти седиш у Македонија и цел свет е пред тебе. Се случи токму спротивното. Интернетот заради бизнис моделот на алгоритмите стана нешто што се вика rabbit hole. Значи, тебе алгоритмот те тера што подлабоко да тонеш во твоите какви и да се ставови. Бидејќи интернетот, особено со појавата на социјалните мрежи, е во суштина доминантен медиум на анонимци, тоа значи дека се повеќе негативни содржини, бидејќи тие привлекуваат кликови, тие го оправдуваат бизнис моделот, до најрадикални примери на педофилии, дека тој бизнис модел всушност ја руши демократијата во нејзиниот корен. А тоа е луѓето да може да бидат отворени кон различни перспективи и идеи за да евентуално влијат врз нивните ставови. Тоа во интернет нема. Јас пред 20 години, може и повеќе, на една трибина реков дека интернетот ќе сруши демократијата, тогаш ме направи и уште ме прават, имат снимка од тоа од пред 25 години. Зашто? Затоа што интернетот го фрактицира општеството. Повеќе не е можно да направиме општествен договор, освен ако не е тоа трка кон дното. Зошто? Затоа што кликањата се потпрени на емоции. Гледате, класичните модели апелираат кон рациото, значи тоа е во принцип дебата, ти нуди truthfulness за да размислиш за темите, интернетот ти нуди емоции. Емоциите секогаш негативните се посилни, помоćни и покликачки отколку било што друго. Видите, моите студенти до пред 5 години вака правеа на телефонот. Ќе го видат првиот скрин, па потоа ќе свртат уште едно надолу да видат можда и малце повише информации за првиот скрин. Сега веќе само вака прават. И сега ти оди на еден скрин кој што собира 5 реченици, објасни ги комплексните проблеми на демократијата, општеството и општествениот договор. Тоа е мртво. Тоа нема. Дури не коментирам оваа сега една жестока отклонност, него тоа што се факти, сега нема веќе само факти, него има и алтернативни факти, и така натаму и така натаму. Така што сакам да ви кажам, треба многу сериозно преобмислување на целата работа, бидејќи конференцијава вика битка за вистината, така ли беше? Боиште на вистината. Погледнете ги двата збора. Боиште, кој што е еден термин кој што предпоставува дека работата е стигната со горена до ногти, на вистината. А вистината не е една, па во демократијата особено не е една. И оваа комплетен е систем демократски, дури би рекол либерал демократски, кој произведе доволно причини за да луѓето бидат незадоволни од него. На оваа тема би можела, ја не знам више колку зборам, но сакам да кажем, меѓу другото, системот на образованието е еден од централните проблеми на либералните демократи, зашто демократијата го доживува што го доживува. Оваа глупа теза дека знаењето е сила, знаењето е моќ, тоа е една таква лага, и уште една лага произведена од фабриките на либералната демократија, затоа што сите сега треба да се упишат на факултет. Социјалдемократијата се подпираше на образовни модели каде што голем дел од населението и со средно образование, со занаетски школи живеа пристоен живот. Денес, ако немаш магистратура, ти си никој во општеството. Се разбира дека општеството не дуди никаква работа за 90% од тие луѓе. И од година во година дојдовме до оваа ситуација, нашите деца, вашите деца, нашите студенти и така натаму, на сега на тоа се надоврзуваат веќе и artificial intelligence, кој што ја им предавам и не знам дали нивните професии ќе постојат за 5 години. Значи, не сум сигурен, јас социологија предам главно на бруцоши, дали кој ќе завршат за 4 години тоа што упишале, дали уопште ќе постои како професија. И ги лажеме деца, ги лажеме. Не ги лажеме, ние се разбира, работиме со нив, меѓутоа се е обрнато на глава. Тоа е вака шанса за луѓе кои што апелираат на емоции, за десничари кои што сакаат едноставно, каде што изборот е сведен на црно-бел. Или си за, или си против. Нема време за втор пејдж, за трет пејдж, кај ти ќе објасниш дали треба да смениме името. И што се аргументите Македонија од Република Македонија стане Република Северна Македонија. Нема втор пејдж. На првиот пејдж вика ти сакаш или не, тоа е тоа.
Ете, до таму сме стигнати, се извинувам, ова би можеле до утре, ама вака се обидов на кратко. Благодарам.